Извештајот за напредокот на Македонија, изготвен од европратеникот Томас Вејц, вчера беше разгледан на пленарната седница на Европскиот парламент. Во дебатата учествуваа многу европратеници, меѓу кои и сами Вејц и неколку бугарски представници. Посебно внимание привлече словенечката европратеничка Ирена Јовева, која им се обрати на бугарските европратеници на македонски јазик со порака дека македонскиот народ не бара дозвола за своето постоење. Дискусијата се одржа во пресред на денешното гласање за извештајот и амандманите, меѓу кои и контроверзниот предлог од трите најголеми политички групи за целосно бришење на споменувањето на македонскиот јазик и идентитет. Јовева, која има македонско потекло и е дел од партијата Движење за слобода во групата Обнова на Европа, најави дека нема да го поддржи овој амандман. За да постои на македонскиот народ не му треба ваша дозвола, но на вас да го признаете тоа ви треба честност, интегритет и храброст. Знам. Благодарам. Буџетот за енергетски ефикасна рехабилитација на државните студентски домови се зголемува за 5,5 милиони евра благодарение на неповратни средства од Европската унија преку инвестициската рамка за Западен Балкан. Министерството за образование и наука и Министерството за финансии потпишаа договор со Германската развојна банка, со што ќе се покријат дел од трошоците за реконструкција на 4 студентски домови: Никола Карев во Охрид, браќа Миладиновци во Штип, Орде Чопела во Прилеп и Томе Стефановски, Сенич во Скопје. Со ова дополнување, купниот буџет за проектот надминува 30 милиони евра, а објектите ќе ги исполнат стандардите за речиси нулта енергетска потрошувачка. Министерката Весна Јаневска најави дека градежните работи ќе започнат до крајот на годинава, а паралелно се реновираат и домовите Кузман Јосифовски, Пито и Стив Наумов во Скопје. Во третата фаза ќе следува санација на домовите Гоце Делчев, Пелагонија во Скопје и Кочо Рацин во Битола. Според ресорните министри и партнерите од ЕУ и Германија, проектот представува инвестиција не само во инфраструктурата, туку и во иднината на младите. Се очекува да се обезбеди заштеда на енергија од 30% до 50% и да се подобрат условите за живот и учење. Реконструкцијата предвидува нови фасади, прозори, современи системи за грејење и осветлување, како и зајакнување на конструктивната стабилност на објектите. Се нагласува дека овој проект е значаен придонес кон енергетската сигурност и поквалитетен студентски стандард. Европскиот парламент денеска во Страсбург ќе гласа за усвојување на извештајот на австрискиот европратеник Томас Вајц за Македонија за 2023 и 2024 година. На предлог извештајот се поднесени вкупно 28 амандмани, меѓу кои и 3 заеднички предлози на европратеници од ЕПП, СТ и либералната група ЕРЕ, со кои се бара да се избрише формулацијата македонски јазик и идентитет од документот. Гласањето следува по синокешната парламентарна дебата на која Вајц порача дека документот ги нотира и напредокот и потребата од резултати што ќе ги почувствуваат граѓаните. Подсети дека земјава пред 20 години беше предводник на пристапниот процес со Словенија, но денес е очигледно заглавена поради пречки поврзани со историјата и добрососедските односи. Советот на Европската унија денеска усвои 3 правни акти со кои официјално се овозможува Бугарија да го усвои еврото како национална валута од 1 јануари 2026 година и да стане 21 држава членка на еврозоната. Фиксниот курс од 1,95583 лева за 1 евро е веќе утврден, а бугарскиот лев е во рамки на Европскиот монетарен механизам ERM2 уште од 2020 година. Европскиот парламент со големо мнозинство гласови го потврди овој чекор, откако Европската комисија и Европската централна банка оценија дека Бугарија ги исполнува сите неопходни критериуми: стабилна инфлација, јавни финансии и девизен курс. Иако дел од јавноста и натаму е скептична поради можните ценовни притисоци, економистите нагласуваат дека левот е тесно поврзан со еврото и дека промените ќе бидат минимални. Наредните месеци ќе следи подготовка за практичната замена и двојно прикажување на цените за да се олесни транзицијата. Американскиот претседател Доналд Трамп на приватен настан во 2024 година им рекол на донаторите дека му се заканил на рускиот претседател Владимир Путин дека ќе ја бомбардира Москва ако Русија ја нападне Украина, според аудиоснимка објавена од CNN. Му реков на Путин: ако влезеш во Украина, ќе ја бомбардирам Москва. Немам избор, се слуша како вели Трамп, додавајќи дека Путин му верувал 10%. Трамп тврдел и дека испратил слична порака до кинескиот претседател Кси Џинпинг, заканувајќи се со напад на Пекинг ако Кина го нападне Тајван. Снимките, кои се дел од новата книга 2024 на американски новинари, ја прикажуваат поранешната прва фигура на САД како порелаксирана и поотворена, зборувајќи и за внатрешни прашања како депортации и критики за гласачи кои добиваат социјална помош. Персоналот на Трамп одбива да ги коментира снимките. Одлуката следува еден ден откако шефот на Белата куќа, Доналд Трамп, изјави дека САД ќе мора да испратат повеќе оружје за Украина, иако претходно најави пауза на веќе одобрените испораки на огнено оружје.
Оваа промена во ставот на Вашингтон доаѓа во време кога Киев најавува дека ќе ги интензивира контактите со американската администрација, потврди председателот Володимир Зеленски. Кремљ реагираше веднаш, предупредувајќи дека одлуката на Трамп за продолжување на снабдувањето со оружје нема да помогне за мирно решавање на конфликтот, туку напротив ќе доведе до продолжување на воените операции во Украина. Москва оценува дека секое ново вооружување дополнително ќе влоши безбедносната состојба во регионот.